Владата ги прекина медиумските кампањи, сакаме да ги прекинеме сите финансиски текови од буџетот кон комерцијалните медиуми. Се што сакаме да ги известиме граѓаните ќе оди преку јавниот сервис. Ова го изјави министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски на јавната дискусија посветена на престојните реформи во медиумскиот сектор. Ова практично владата го исфрла како врвен приоритет, а е дел од реформскиот пакет наречен 369. Министерот се заложи дека сите реформи треба да бидат донесени во соработка со новинарските здруженија. Тој ја бранеше намерата на владата за укинување на радиодифузната такса, но доби забелешка од дел од присутните дека тој процент што со ребалансот се предвидува е едноставно недоволен за квалитетно функционирање на МРТВ. Оно што сакам да ве замолам, ајде да ја погледнеме реалност. Значи сега се собира радиодифузна такса, која што покрива само 25% од трошоците и за МРТВ, вкупниот буџет и за агенцијата и за радиодифузија, македонска радиодифузија. Се друго, македонска радиодифузија. Јавното предпријатие. Се друго повторно доаѓа од буџетот. Што се залажуваме? При што процентот на наплата на радиодифузна такса е околу 35%. Граѓаните имаат после проблеми со извршители, наплата, судски трошоци и така. МРТВ има дополнителни трошоци за да си ги наплати судски трошоци, Па за принтање на сметките има уште. Значи, ајде да ја погледнеме реалноста во очи. Дел од присутните кажа дека веќе почнале да забележуваат обиди за пропаганда од страна на новата влада. Поповски изрази подготвеност да се чујат аргументите за ова, но не на денешната дискусија, кога се зборуваше токму на оваа тема. Тамара спомна дека има пропагандни моменти, Тамара те молам веднаш да ни кажеш на кој не мора сега, ќе се видиме да не како сакате. Значи ова е меѓутоа е многу битно таквите размислувања, сите она што вие го забележувате, веднаш да го знаеме што тоа значи, за да може да се коригира. Представниците на владата кажа дека ги чекаат извештајите од препораките од стручните тимови на Прибе, кои би требало да се готови во септември. Сите тие ќе бидат ставени на маса и разгледани со соодветни медиумски здруженија и за нивното имплементирање јавно ќе се дискутира.